Здраво на сите, моето име е Светлана Петровска од Средното техничко училиште Остро Гостивар, од класот 4 Електро 1. Во ова видео би сакала накратко да ви ја презентирам мојата проектна задача, која всушност беше веб страна за кинорезервации, каде што корисникот може сам да си резервира билет и седиште на одреден филм. На нашата почетна страна, која имаме наслово на нашето кино, а под него имаме мал параграф кој всушност служи како мото на нашето кино. А во позадината имаме видео кој всушност е во луп и трае неограничено време. На горната лента тука може да видиме неколку работи, од кои едно е нашата лента за пребарување. Тука корисникот може да пребара своји филмови. Следно, тука имаме пребаре копчето, кој всушност е функционално копче кој пребарува филмови. Следно, имаме тука неколку копчиња на кои имаме кој всушност не носи на почетната страна, потоа на категорија страната, на филмови страната, во кој подоцна ќе ги разгледаме сите. Следно, доколку се спуштиме доле, имаме нашите категории. Имаме неколку набројани тука: трилер, романтика, хорор, психологија, авантура, акциони, фантазија, комедија, анимиран, мистерија. Следно, тука се исто набројани нашите филмови кои се тука покажани. Тука имаме наслов на филмовите, како и што е мал краток опис на сите нив. Ги имаме копчето резервирај. Тука имаме неколку филмови. Следно, имаме нашата страница за категории, која всушност не ги покажува сите наши категории. Следно е нашата страница за филмови и таа ги прикажува всушност сите филмови кои ги имаме во киното. Доколку би сакале да гледаме одреден филм, наместо да го бараме доле во филмови, би се упатиле кај нашата search лента. Тука би го напишале името од филмот. Може би денес би сакале да гледаме филмот Lord of the Rings. Ќе го напишеме тој филм. Тука ете го се прикажа филмот. Филмот е во датабазата и е прикажан. И е достапен за гледање. Исто така, доколку би напишале само зборот Lord, исто би се прикажал истиот филм. Доколку би сакале да резервираме седиште на нашиот филм, ќе го кликнеме копчето резервирај, каде што ние ќе бидеме однесени на друга страница, каде што може да го резервираме и посакуваниот филм. На нашата лева страна имаме сликата од нашиот филм, а под нези секако имаме насловот од филмот, имаме цена на билетот и краток опис за филмот. Од нашата десна страна имаме нашите седишта, нашето време на филмот кога би сакале да го гледаме, датум на резервацијата. Јас би сакала да одберам седиште 29 баш тука. Го кликнувам тоа седиште. Следно имаме време. Имаме неколку понудени времења каде што кога филмот се прикажува. Има во 3, во 12, во 10, во 6 и во 21 часот. Јас би сакала да го гледам во 15 часот. Датум би сакала да го гледам на 7 април. Следно имаме податоци за нашата резервација. Тука го пишуваме нашето име. Следно го пишуваме нашиот телефонски број. И следно го пишуваме нашиот имејл. Следно ќе стиснеме на копчето резервирај. И не носи на почетната страница, каде што добиваме мала порака овде горе и пишува успешна резервација. Тоа значи дека нашата резервација е успешна. Следно, ова веб страница има специјален административен панел, од кој што админот
на киното може слободно да ги менаџира филмовите кои се прикажани на веб страната и категориите исто така кои се прикажани на веб страната. За да би имале дозвола да ги менаџираме филмовите и категориите на оваа веб страна, ние би требало да се логираме во тој административен панел. Како би го направиле тоа? Тоа всушност имаме тука една икона која ако би ја притиснале, тоа всушност е логото, ако би ја притиснале, би ја однесла на друга страница која ни служи за најава на администраторот. Тука го има нашето корисничко име. Јас го имам корисничкото име Светлана 26, како и мојот пасворд. Но ако би се пробале да се најдеме со друго корисничко име кој не е во датабазата, би било само Светлана, да речеме, и некој друг пасворд, ако стиснеме најавете се, пишува дека е неуспешна најавата и да се обидеме повторно. Тоа значи дека не би можело било кој да се логира во оваа страна, само администраторите кои им се има дадено дозвола да менаџираат. Значи, моето корисничко име е Светлана, со мојот пасворд стискаме и притиснуваме најавете се. Тука го имаме нашиот административен панел, тука имаме панелот за админ, веб страната за админ. Тука не се прикажани сите наши админи кои имаат дозвола да пристап на оваа страна. Тука го имаме моето корисничко име, кој јас го направив. Име Светлана, корисничко име Светлана 26. Потоа имаме опција копче измени лозинка, каде што ние ако стиснеме на ова копче можеме да измениме нашата лозинка, моментална лозинка, нова лозинка и да ја потврдиме нашата лозинка. Моменталната лозинка ми е 1, 2, 3 и 4. Мојата нова лозинка сакам да имам 5, 6, 7 и 8. И сакам да ја потврдам мојата нова лозинка 5, 6, 7 и 8. Кликнеме на копчето измени лозинка. Пишува успешно менување на лозинка. Доколку се одјавиме, го пишеме нашето име и го пишеме нашиот нова лозинка 5, 6, 7 и 8 и се кликнеме копчето најавете се, гледаме дека лозинката навистина е изменета и имаме успешно жирана нашата лозинка. Следно, во админ имаме ажурирање на админ. Тука можеме да го промениме нашето име, нашето корисничко име и нашата лозинка исто така. Следно, во админ можеме да го избришеме админот. Следно ја имаме нашата уреди категории страница, каде што администратор може да менаџира со категориите. Ги имаме бројчињата, под сите категории се подредени броеви, од 1 до бројот на категории што го имаме. Следно имаме наслов на категоријата, тука се прикажа насловите, трилер, романтика, хорор, психологија, авантура, фантазија и така натаму. Потоа имаме слика, тука се прикажа нашите слики за филмовите, што ги имаме ние одбрано. И следно имаме истакнато, што значи тоа, доколку вредноста на истакнато е yes, категоријата ќе биде прикажана на нашата насловна страница, но во спротивно, доколку истакнато е no, тогаш категоријата нема да биде прикажана на насловната страница, но може да се пронајде на нашата страница за категории. Следно имаме опција за активно, која има, ако би имала вредност од yes, тогаш филмот е активен и може да се види на нашата веб страница, но ако активно би имала вредност од no, тогаш не би можели да го видиме филмот на нашата веб страница, но филмот постои во нашата датабаза и ние може да го видиме, но само преку овој административен панел. Филмот нема да биде испришан, ќе биде тука, само што нема да биде видлив до корисникот на веб страната. Исто така може да ажурираме категоријата. Доколку би сакале да додадеме нова категорија, би однесла на оваа страница, каде што ние слободно може да го впишеме насловот на нашата категорија.
би сакале да додадеме некоја категорија која се вика драма. Пишуваме тоа. Одбираме слика за нашата категорија, јас ја одбрав ова. Потоа, дали сакам да биде истакната на нашата веб страна, може да речеме дека не сакаме, но ќе се прикаже на нашата категорија и страна. Дали ќе биде активна? Да. И може да додадеме дека да ја додадеме нашата категорија. Успешно додадена категорија. Следно може исто така да избришеме категоријата ако би сакале. Да речеме дека би сакале да ја избришеме психологија страната. Можеме да избришеме. Успешно избришена категорија. Тоа значи дека е успешно избришена категорија и има веќе да се појави на нашата веб страна. Следно ја имаме нашата уреди филмови страница. Тука може да ги менаџираме нашите филмови. Секако има исто така реден број и за овие. Од 1 до број на филмови што ги има на веб страната. Потоа имаме наслов на сите наши филмови. Следно имаме краток опис на филмот. Потоа имаме цена на билетот за филмот и тука се прикажани сите цени. Потоа имаме слика на нашите или постерите на нашите филмови, кои ние ги имаме секако одбрано. Потоа имаме истакнато. Истакнато како за и категорија исто важи за филмови. Доколку вредноста на истакнато ќе биде прикажана на нашата насловна страница, доколку нема да биде прикажана на нашата насловна страница, но ќе биде прикажана на нашата страница за филмови. И доколку филмот е активен или вредноста на активно е тогаш филмот ќе биде активен и може да се види на нашата насловна страница или во страницата за филмови, но во спротивен случај, ако активно е null, тогаш филмот нема да биде избришан, ќе биде зачуван во датабазата, но корисникот само не може да го види на насловната страница. Потоа имаме две копчиња, од кој едното е ажуре и доколку би го притиснале одмеsto на ажуре филм страницата, тука ни го прикажува насловот на филмот, описот на филмот, цената на филмот, моменталната слика на филмот и доколку би сакале да прикачиме нова слика, можеме да додадеме нова слика. Кога би додале нова слика на филмот, оваа слика би се избришала од датабазата и би се ставила нова слика на нејзиното место, таа што имаме ние одбрано. Потоа може да одбираме категоријата на филмот, од сите филмови што ги имаме ние сами додадено во датабазата. Сите се тука понудени. Потоа може да видиме, да одлучиме дали сакаме да бидат истакнати и дали би сакале да бидат активни. И секако можеме да ажурираме. Следно во филмови го имаме копчето избриши. Може да најдеме некој филм кој би сакале да го избришеме од тука. Да речеме, сакам да го избришам Индиана Джонс. Тука можеме да притиснам. И филмот веќе го нема тука и е успешно избришан. Тоа значи дека ние успешно го избришаваме нашиот посакан филм. Следно ги имаме нашите резервации. Тука администраторот може да ги види активните резервации. Тука имаме бројот, име на филмот, број на седиште, цена, времето, датумот, статусот, дали е резервирано или не, име на клиентот, контакт, имејл и копчето ажурирај. Доколку би стиснале ажурирај, име на филмот, цена, статус, име на клиент, контакт на клиент и имејл на клиент. Тука може да ажурираме, да ги ажурираме нашите информации. Може во моментот откажано и резервирано да одбереме до статус на резервацијата. Во моментот се одвива моментот и откажано може да тука да притиснеме и пишува сега има нов статус што се вика откажано. Тоа значи и пишува порака дека резервацијата е изменета. Тоа значи дека успешно имаме ажурирана нашата резервација.
Исто така, би сакал да додадеме некој филм, би да ме додаде филм копчето. Во наслов ќе го пишеме нашиот името на нашиот филм, кој си јас би сакал да го додадам Wings of Desire. Ќе напишеме краток опис, јас веќе го имам времено краткиот опис. Ќе удариме на која цена, јас би сакала да биде 440 денари. Потоа сакам да одбереме која слика, ја најдовме постерот од филмот. Потоа одбираме жанра на филмот, тука се сите жанрови што ги не имаме додадено. Ете го и нашиот нов додадена категорија, кој преходно ја додадовме, драма. Притиснеме дека не е истакнат, но е активен, тоа значи дека ќе се појави само во нашата филмови стан. И секако дека е активен, ќе го додадеме филмот, успешно е додаден филм. И тука може да го видиме нашиот ново додаден филм, што е тука. На крајот ќе се објавиме на нашата страница, може и назад на нашата најава, и потоа може да се упатиме кај нашата насловна страница. Ќе успешно се одјавивме, може сега да ги провериме нашите категории. Кој може да приметиме дека една категорија не достасува, таа е таа категорија која претходно ние избришавме, која веќе не постои. Потоа ќе имаме нашите филмови, нашиот ново додаден филм е истакнат и активен и е прикажан тука, каде што ние секако може да го резервираме и е тука прикажан. Следно, во категории, ако паметите, ставиме нашата категорија да не е истакната, но да е активна, тоа значи дека тука нема да се прикаже. Не е прикажана драма категоријата, но во категории е тука. И секако, доколку би кликнале на некоја категорија, да речеме дека би сакале трилер категоријата, ги прикажува сите филмови подредени според трилер филм категоријата. Тоа е се. Ви се надевам дека ви се допадне мојата веб страна и ви благодарам на вашето внимание.